шампионската титула многу лесно против Пробишти, 3 победи едно по друго. Ваков разглед очекуваш ли лично решение? Знаете, колку се игра финале, секој сака да победува и нормално е спортски да се надеваш. Меѓутоа, ние успеевме во првите два надпревари да победиме и денес ни беше малку полесно. Меѓутоа, нашите играчи игра малку во играч, поготово првиот сет. Знаат дека овој надпрев е доста важен и јас сепак им честитам на упорноста и на знаењето што го прикажа овој меч. Може ли да очекуваме да Струмица да фати еден ритам неколку сезони едно по друго да биде доминантна? Јас се надевам. Ние знаете има сегаш добри играчи. Ако успееме играчи да ги задржиме, тогаш ќе нема сигурно проблем. Меѓутоа сепак се до парите, ако има пари ќе има и екипа. Па не беше тешко да ви кажем. Ние имаме по-квалитетна и по-искусна екипа и па мислим затоа ги победивме многу лесно. Значи ли тоа дека Струмица е неприкосновена во одбор? Се враќа титулата во Струмица, па се надеваме дека и следната година ќе биде двојната круна овде. Многу добро е чувството да бидеш шампион на Македонија. Се трудевме 7 месеци, го постигнавме тоа нашиот тренер Кира Ричлиев што го зацрта. Благодарен сум на целата екипа што бевме заедно. Големи честитки до нашиот капитен кој не бодреше до крај и тоа е да славиме. Вечерва беше еден од водечките на мрежа. Беше ли за тебе вака лесно 3-0? Па 3-0 секогаш е лесно. Екипата беше добра, но сепак ние имаме по-добри играчи. Тоа се гледа. А може ли да очекуваме неколку сезони едно по друго да бидеме шампиони? Апсолутно. Имаме кратка пауза лани, но сега почнуваме династија, 10 години поред.